Вечерва сме во Струмица, значи на овогодишното годишно собрание на Унија на жени при 4 општински комитети: Василево, Босилово, Ново село и Струмица. Значи општинските комитети и минатата година и оваа ги прават сите свои годишни собранија, значи презентираат се она што има сработено во изминатиот период, а има сработено многу и реално заслужуваат да направат една ваква манифестација каде што ќе прикажат барем еден дел од она што го има сработено во текот на изминатата година. Инаку оваа година се навршуваат 15 години од постоењето на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во Република Македонија. Јас сум исклучително задоволна од сите 74 општински комитети, без разлика рурални, нели, и градски општински комитети. Имаат акцијски планови кои апсолутно ги исполнуваат во целост. Тие се различни во зависност, нели, од руралните средини, во зависност од, нели, од градските комитети, меѓутоа како и да е, тоа е се добро сработено, се е сработено како што треба. Пред се и има многу активности кои што воопшто не се во акцијските планови, а тие ги прават сами, затоа што реално треба секогаш некаде да се помогне, без разлика, значи не говориме само за ранливите категории, туку зборуваме дека на секој човек некогаш во неговиот живот му е потребна помош. Ние како граѓанска партија, значи сме меѓу народот и секогаш даваме максимална поддршка во образованието, во социјалата, во здравството, и во економијата, па и во политиката, со самиот факт што имаме многу жени кои што се на високи позиции како во партијата, така и во владата на Република Македонија. Јас се надевам дека и на овие локални избори ќе имаме и градоначалнички, значи тоа е моја интенција, да има жени градоначалнички овој пат, председателки на совети, а за советнички тоа е нормално. Задоволни сте од функционирањето на жените во Струмица? Апсолутно, да. Овие 2 години има многу председателки нови по општинските комитети и нови председателства, меѓутоа функционираат безпрекорно. Знаете што е важно? Важно е да имаат желба и мотивација. Значи, во изминатиот период некако имав чувство дека кога бев подпредседател, дека малку само иницијативноста, дека желбата, дека мотивацијата беше разлеавена. Меѓутоа, со дискусија, со сплотеност, со разговори, со се она што е мотивација и идеологија на една жена, која што се бори и го гледа своето семејство, апсолутно тврдам дека може да води една општествена функција и дека ќе изработи онака како што треба. Благодарам. Да, благодарам.